најава не се договараме, се знае, јас ја најавувам секој подкаст веќе на Биди свој. Така е, колега. Дамите секојаш имат предност. Благодарам. И еве сме на уште еден свој каст. Се надевам број 15. Денес имаме малце посебни гости, можем да кажам. Миле Манасиев од мотоклуб Потфат и Александар Котевски од мотоклуб Цар Тауер Райдер. Имаат и некои додатни ознаки за кои ќе поразговараме понатаму. Добре дојдовте во нашиот подкаст. Добре, дојдовте од моје име. Баш ми е мило што во наредните минути ќе се дружиме со моторџи, за кои што има многу така нерашистени дилеми и некоја табу тема се моторџиите или оние кои што возат. И сваќање за тоа какви се моторџиите всушност. Што луѓе се. Не, може ли само тоа, бидејќи некако колешката, замислете што напишала во својата најава. Трудив, колега. Вели вака: правата вистина за моторџиите многу лесно ќе ја дознаете од дружењето со нив. Секоја чест ова што го напишала Мери. Добро. Само така ќе сватите дека под кацигата и кожата со мали исклучоци се наоѓаат најнормални луѓе. Баш така. Точно е тоа. Обични луѓе сте. Јас не ви кажала дека е така. Види сега. Миле, ајде, повели. Значи, со Миле сме генерација. Со Миле сме генерација. Миле, ајде. Види сега, јас се радувам на во денешно време се изменија многу работи, знаеш. Не е како што беше пред 10-15 години, кога за моторџиите можеше да се види само на некој филм или некоја ТВ серија. И луѓето, таму моторџиите се знае како се представени, како лоши момци, како бандити, некој што работи криминал или нешто слично. Во меѓувреме, во тогашно време, у Струмица се броја на прсти. Да. Што возе мотори. Нема, знаеш, нашиот народ е кој треба да види за да се увери во нешто. И сега е веќе друго време. Стана експанзија, се купија многу мотори, се отворија многу мотоклубови. И во денешно време секој има некој братурчет, има некој колега на работа, има комшија, некој што е член на мотоклуб и што го живее овој лајфстайл. И може од близко да види уствари за каков човек се работи, човек кој си оди на работа, си ги извршува работните обврски. Так. Си има фамилија, си ги извршува фамилиарните, се е како што треба, се е нормално. Си функционира во општеството, дури е повеќе корисен во општеството за разлика од другите луѓе, нели? Ние сме секогаш волонтери од Црвен крст и помагаме се и се што. И од близко може да се види дека тие се сосем нормални луѓе што се функционираат во општеството, само имат своја пасија и свој животен стил, што го живеат секој ден. Миле, го имате ли тој впечаток дека се уште граѓаните ве гледаат со резерва? Може и Котевски да се вмеша тука. Го имаш ли тој впечаток дека се уште со некоја резерва, дека сте лошите момци во наводници кои што ровараат по патиштата и улиците? Или некако веќе сликата е поинаква? Поинаква е, да. Баш за тоа што ти кажав, има многу голема експанзија на моторџи и мотоклубови. Се гледа веќе од близко, што се вика, за какви луѓе станува збор. Да го вклучиме. Се уште има, меѓутоа, ако направиме вака една ретроспектива, битно е измената. Значи, за сите овие години, ева да земаме, ние сега утре имаме роден ден клубот, правиме 12 години официјално од кој е регистриран клубот. Цар Тауер, да, 12 години официјално и една година до 2 бевме неофицијална дружба, неформална. Значи, ева да земам по официјалното 12 години, за тие 12 години има битно поместување од тој дел. Значи, јас убаво се сеќавам на почетоците, знаем како чудни погледи имаше в Перник од нас. Те смета за ненормален и сега? Некако да. Дури беше ова чудно и овој кодекс на облекување. Пример, одеш у некоја институција, пример, кај нас правило е мотор се вози, се знае со боите. За гардеробата и дополнително сакам да ве прашам. И сега се паркираш пред некоја, пред банка, пред институција и влезеш, пример, у банка да се завршиш најнормална работа. Еве, пример, јас
съм сметководител и имам често контакт с институциите, например банки и държавни институции било шо. И сега се паркирам аз с мотор пред банката, вадам кация, ставам на мотора, за да оставам налози. И гледаш от тебе погледи в перника, когато я плячкаш банката. А ти се случило да те вратят Ама от някъде, битно, да не те пущат? за 12 години е много променято. Значи много променято. Дори да не кажем, село моменто веќе е минимално, тие што не ја сваќат, ево, баш што спомнавме на почеток. Мислам, че се много мал број тие што не ја сваќат, тоа станува збор за сосем нормални луѓе, што на некој навидом не изгледат првично ненормално облечени, пример, да кажем. Да. Ваков печаток и јас имав пред едно 10 на 15 години и само ми каже еден рибар, вика, дали ме сметаш мене за ненормален што ловам риби? Да. Пријателот вели, дали ме сметаш мене како ненормален, дека јас, моја пасија е ловството, односно сакам да одам по лов. Меѓутоа тие не се облекуваат у кожа и у чизми. И тоа сакам да го прашам. Дрес-кодот е многу Тој дрес-код. битен. Луѓето треба да сватат дека кожната облека, ние не ја облекуваме ради некој имидж пострашно да изгледаме или не знам што. Кожната облека е најадекватна за возење мотор. Најмногу штити од надворешни влијанија и неминовно, значи најадекватна опрема за возење мотор е кожа. И сега ние не се облекуваме така од што сакаме да изгледаме. Да се представуваат. Него од патило што се вика. Ево, јас имам овде некој. Ова ми се случи на една подолга вожња, на едно патување, на поголема брзина почна да ми се откопчува елеко, попуштат копчињата. И морав успот да го решам. И по прва железара сум ставил за да ми биде нормално патувањето и така остана и сега сите мислат дека јас се редам некој за да изгледам, нема врска. Значи, стварно нема врска, се е тоа од патило, што се вика, за да ти е потопло, да си побезбеден. Да. Ама ги сметам, пред да поставиш прашање, ама ги сметам овие момци како едни кои што се најголеми промотори на таа сообраќајна култура, бидејќи јас моторџе никош не сум видел без кацика. Прав моторџе, прав моторџе. Тоа сакам да кажам, како членови кои што сте кои што доаѓаат од мотоклубовите, бидејќи тие едноставно покажуваат како сите оние кои што користат мотори и велосипеди дека мора и потребно е да се носи кацика. И за тоа ќе дискутираме. Јас сум сосема подготвена за овој подкаст. Имам уште еден изводок. Ајде море. За некој мотоциклот е само обично превозно средство, за други представува само убав експонат, а за трети тој е животен стил, нераскинлив дел од него. Јас мислам дека вие сте во... Немаш ти што да мислиш, во кој дел сте вие? Експонат дека сакате, ама ти што има да мислиш? И познавајки ги, нели сме струмичени. Ама да, струмичени сите не ги знаат, од ангелци не ги знаат, мислам сега, ајде да бидеме реални. Објаснете на колегата од ангелци. Во кој дел се ногите? Во кој дел се ногите? Ова некако многу прецизно доловано како ние да сме го. Беваш спремна сум. Мислам дека дефинитивно во ова третата категорија. Животен стил. Да. Знаеш, ова се познава на прв поглед, кога ќе го видиш. Значи најчесто низ улиците ќе видиш моторџија со од опрема, има само наочар за сонце и знаеш оти тај си оде на кафе. Пошто со цела опрема на себе, никој пат не би излегол на кафе да одиш. Се познават луѓе што возат мотори, што уживаат и што патуваат. И се познават луѓе што купиле мотор за да одат на кафе, да бидат интересни, да бидат видени. Ама многу брзо сваќат дека нема смисла таа работа. Не се пронаоѓаат во тоа. Тоа може би неколку денови, една недели ќе трае и потоа. Секој треба да си ја најде смислата на возење мотор. Пошто ако купиш мотор, возиш сам по 2-3 круга низ град, тоа за 3 дена веќе нема никаков смисла. Ги има и некој посебен тип, да кажем, што се одржават и што траат, например, мототуристи. Имат мотор, возат мотор, долги години се задржуваат од тоа, меѓутоа како туристи повеќе. Значи не негуват мотокултура како што ние негуваме. Да, дори има и клубови што негуват само туристичко. Само туристичко возење, да. Значи не негуват мотокултура на таа основа, пошто во мотокултурата има многу категории, има крос. Да, многу аспекти има. Многу категории. Има луѓе што уживаат само крос
возат по планини и там вамо. И строгото. Има луѓе што уживаат само туристичка вожња. Има луѓе што уживаат во брзински мотори. Сега тоа е скроз друга тема, ама треба да се пронајдеш, секој треба да се најде. Да, апсолутно се согласувам. Сега малку да почнеме со вашите животни приказни, малку ме изненади, Миле го знам оддавна дека сака мотори, ако се уште се занимаваш со гостителство, ако не се лажам. Да. И малку ме изненади за Котевски дека е сметководител, па се најде во оваа приказна. За мен Котевски професията ми векат најчудниот сметководител. Не постои друг. Како дојде љубовта? Вака, ова е многу оддамна е, меѓутоа мојата приказна со моторот е некако класика у литературата, да кажем што е. Јас од мали нози имав многу желба, имав у мене у комшилуку моторџии, меѓутоа моите беа противници на тоа и некако терав некој инат се до одредна возраст и после видов оти не проаѓа тоа и ставив граница со у мене тоа, првите пари кои ќе дојдат, одма си купувам мотори, баш тоа приказна беше. Значи, одма што тргнам да заработвам пари и да станам свој човек. Па, не знам, 20 и некој, колку сум го купил по-сериозно нешто од мотори, потоа се редат. Иначе и ова приказна сега, веќе мајка ми покојна и ја сваќам и ова цела поента на целото. Исто и у фамилијата ми се случува, сестра ми имаше ситуација, она има 2 сина. Овој сакаше по мене, нели, мотори, она му викаше мотор, не опасно, мотор, кога ќе заработиш пари сам. Ако заработиш сам пари, значи си маш, а мотора за маш не е за дете. Има некоја логика. Ова е одлично. Па добро, донекаде се согласувам. Ако си не дека имам против од помали нози, немам против, ама некако држи таа теорија. Ама сега ја сваќам. Малце покасно. Оти ова, ако си способен да заработиш пари за мотор, значи си станал веќе, си преминал од деца у мажи. Так. Значи ова љубовта кон моторот рече дека ја имаш, кај се најде своевремено беше ракометар. Да се подсетиме, не знам, ја имаше таа љубов пред ракометот или после ракометот? Ова трае години, многу години само за да дојдам до мој мотор, а да не се позајмувам од пријатели, од дојдам на некој, да кажем, кога се запослив почнам да заработвам пари. Лично, ако сакаш одговори, колку кошта тоа што го возиш? Во моментот, па повеќе од колата ми кошта. И од мојата и од на жената колата, да. Дефинитивно и одржувањето е ова една од темите што многу од луѓето што се на почеток со оваа работа не ги знаат овие информации. Ние што сме долги години ова знаеме едно од најевтино е да купиш мотор. Значи најевтино е да купиш, ова го кажуваме на сите. Одржувањето на моторот, користењето на моторот и опремата е нешто многу скапо. И сега јас на некој од старт кој ќе му кажам, оти гумите на моторот траат дупло по-малце од колата, а коштат дупло повеќе од 4 гуми на кола, 2 гуми на мотор, и сега они некој што е добар математичар веќе сакаш да ми кажеш ти 4 пати. Да, 4 пати. Ако на колата ти издржат 40.000 км, дупло по-скапи гуми на мотор ти траат 10.000 км. Да. А од друга страна, ако не си совесен возач на мотор, безбедноста се загрозува и за тебе и за сообраќајот, нели? Абсолютно. И тука се зголемува и ризикот за самиот возач. Миле, мислам дека пред Александар е со моторот, ако не се лажам. Јас од кога знам? Многу одамно е. Да, јас познам многу години, меѓутоа кај мене е друга приказна. Да? Јас не сум од мал љубител на мотори. Не може да кажам, јас од дете сакав мотор и возам мотор. Јас совсем случајно влегов во ова. Јас одев по рок журки, рок музика, рок фестивали, живи свирки и случајно еден мој другар, мај брат ќе дојде, има рок журка у Дојран, има ова моторели за 8 септември што се вози на Македонија и он имаше мотор, јас отидов со кола. За да слушам жива свирка, рок музика. И отидов, Игор Џамбазов гостуваше, тој Иван дојде на мотор и за мене беше тоа во Шпанско село. Вау. Меѓутоа,
И аз от тази вечер запознах много луѓе от Бугарија, от Србија, от Македонија. За една вечер стекнав доста познанства и видов дека луѓето се таму сосем природни, сосем дружелюбиви. Немој да ми кажеш дека и ти си имал таа предходно перцепција за моторџиите. Не дека сум ја имал, да не се разбере. Да, добро. Меѓутоа, мене тоа ме Фасцинира. поминавме многу убаво и уште следниот ден му се јавив кога има друг пат, каде има, што има. И јас одев 2-3 пати со кола одев. И после Се колку време? дружив со луѓето и после знаеш додека собераш парички за мотор. И, уште од првата вечер дефинитивно јас знаев тоа е тоа што јас го сакам и крај. Да. Само, ги чувате ли овие први модели на мотори кои што ги купивте? Или? Не, еден на мене ми е украдан, а еден ми е продаден и Сепак майка ми ели, е. овие се први мотори кои што сте си ги заработиле, сте си ги Да. платиле. Ама Дали? предпоставувам ги продаваат тие, па доплаќаат за нови, затоа не може... Знаеме во кое време живееме и Да, како да, се движат работите, ама од секој случај голема љубов, знаеш, секој пат се стремиме да дојдеме до нешто по-убаво, по-добро, по-практично и Така. Да. Некој мојот приказ не слично со неговата, значи ние некаде таму од 2009 година, кога почнавме да формираме некоја екипа, од почеток почнавме само нашата екипа да си вози, не бевме ни клуб, ни... Меѓутоа, после 1, 2, 3 присуства на вака на 2010-2011 година со мото заедницата на мото журки, на мото забави, на мото собери, мене баш тоа ме привлече таму што таму има остатоци убави од минатото, што се губат од денешницата. Апсолутно. И има едно дружење, една непосредност, едно како да кажем, едно братско однесување, солидарност, некои категории што дефинитивно ги снемува, а не е добро што ги снемува. Предпоставам се дружите, запознавате нови луѓе, стекнувате пријателства. Да, и тоа баш на тој несебичен, непосреден начин. Јас имам 3 пива, ги ставам на масата, ти имаш, не знам, пита кашкавал, ја ставаш на масата и тука заеднички дискутираме, разговараме, јадеме, пиеме. А моторите се алката кој што ве... Имаат ве собере. заеднички разговор. Јас приметив дека имате, например, на потфат MC, како некоја наставка, како да кажам, а Цар Тауер Райдер MCC. Може ли да го појасниме тоа? Што значи тоа? Што значи кај вас MC, кај вас Цар Тауер Райдер MCC? Што е разликата? Ќе му давам предност на Миле. вака сега. MC клубовите се традиционални мотоклубови со правила и со традиција што уште од Втората светска војна се уведени на светско ниво. И се прифатени од цел свет. И сите MC клубови до ден денес ги практикуваат овие правила на кодекс и На однесување на и возење. си имат рулбук. Се знае, значи организацијата внатре во клубот е многу различна од MCC клубовите или МК клубовите кои што во Македонија се нарекуваат МК клубови. Обично тоа се локални клубови, што се здруженија на граѓани така се регистрирани. И тука се, знаеш, има многу разлика. Прво пристап кон MC клуб во МК клубовите или MCC клубовите многу често се дешава, купи некој мотор, си купи опрема, утре дојде се за член и му дадат членска книжка и он е член на тај мотоклуб и веќе си... Може да биде член. Кај нас е малку различно, има период на запознавање, има период од Подолга е процедурата кај вас, Потешко се влегува. Потешко се влегува. До прстен потешко се доаѓа. Не, тоа е и друга приказка. Гледам дека има прстен MC. Да, тоа е сосем друга приказка. Јас никој пат не носев прстен, додека не почна дојде некој од Англија, се дружиме цела недела и пред да си оди ти дава, тоа ти е спомен од мене. Ти немаш ништо да дадеш? Да, не, си разменуваме разни, меѓутоа тоа ми се се Во знак поклони. на пријателство за Тоа ми се негување. се поклони од многу драги личности. Да. И
не е да сум си јас бирал или купувал, него се е дадено од срце и Да. По ова што ми го кажа, полесно ќе влезам кај во клубот. не мора да значи. Не мора да значи. Ние сме МСС клуб, ама имаме имплементирано, да не кажем, ама голем дел от МС правилата. И не е лесно уопште кај нас. Значи никако Има да дојдеме до клубови што имате имплементирано и прифатено доста правила од МС културата, затоа што посебно кога се работи за 30-40 члена или повеќе, ако нема некоја херархија или ако не постојат некои правила, тоа многу брзо ќе се распадне и нема да функционира. Мора точно да се знае кој каква улога има. Не имам и да, и си викам вака првите пари што ќе ги заработам со биди свој, купувам мотор. Мислам дека ќе е Веспа, така да може. Не е важно, така се почнува, нели? Не Веспа, тоа е како бренд, како го викат тие малите мотоцикли. Може да се биде член во МСС, еве имам мотор со помала кубикажа, така ги викат, или има ограничено од која кубикажа на мотор? Ограничено, тоа се вика правило на CC лимит. Значи, мора мотор да биде над 500 или над 600 кубика, секој клуб се одредува која кубикажа треба да биде минимална, пошто поозбилните клубови се предодредени за да патуват на поддалечни релации. Мора да бидеме унифицирани за да може да функционираме. Не може, ако некој во екипата биде со послаб мотор, не може да ја прати, не може да изведеш вожња. Ќе биде проблем при патувањето. Да. И сега ние имаме една фаза у која што ако дојде некој и сака да се приклучи на екипата, има еден период он може да биде и со мотор со помалак кубикажа, меѓутоа му е даден рок ако он се препознае тука, а и ние препознаеме у него потенцијален. Значи, пред да стана полноправен член, мора да го замени мотора и да ги исполни условите што му се налагат. Значи, ови услови се у една книга што се вика Rulebook, таму се правилата, овие функциите сите се објаснати убаво како се функционира у клубот. Ово што го спомна Миле, екипа од 2-3-5 човека не е проблем да функционира и на договор. Ама ние сме веќе, например, голема екипа кај што ако нема хиерархија, ако нема ред, ако нема дисциплина, стануваат проблеми. Значи не е баш така лесно, едноставно. Ме интересираше, колку членови има во вашите клубови? Па кај нас со различен статус сме околу 20-тина, да кажем, 19 члена. Тука е разликата кај нас. Значи ние никој пат не одиме на квантитет. Секој пат се оди на квалитет. Може да ќе сме помалку, може да некој ќе весла 4 години за да стане член 5, ама треба да биде прав. И како функционира сега? Тргнувате на пат? Пред тоа, на почетокот рековме, во зависност како го гледате моторот, зашто го гледате. Рековте за туристички понуди, за патувања, за авантури, во која категорија, мислам сега ги спомнавте на почетокот, не успеав да ги забележам, во која категорија се наоѓаат потват, членовите на потват и на ЦТВ? Па вака сега да не звучи. Патување претежно користите, совладување на подолги дестинации, истражување на некои локации, места, не знам. Ова не е стриктно предодредено, постои само еден начин на користење на моторот у клубот. Значи, секој член на клубот се користи моторот спрема своите потреби. Значи, можеш ти со моторот да си вршиш секојдневни обврски. Тоа апсолутно. Можеш да си патуваш и со жената. Апсолутно значи, тоа. Но како клубови. Е така. Меѓутоа, генерално клубот негува патување, посета на мотособири, претежно. Тоа така. Посета на мотособири официјално. Посета неофицијална на клубови. Со некој клуб се договориме, не е официјален собир. Ние имаме клуб хаус и другите клубови имат. И сега, да кажем, се наваѓа некој викенд нема мотособир. Некој што сме поканати или било како. И сега се слушаме со некој клуб, слободни сме. Да се дружиме. Миле, на исто ниво сте со ова што го кажа Котевски или пак... Види сега, ние сме малку постар клуб. Јуни правиме 25 години од клубот, имаме голем. 98 е формиран потвор. И баш оваа година има 25 годишнина. Нека ви се множат. Фала да сте здрави и живи. Правиме голем мотособир на Водно, у Скопје. И баш у Македонија сме познати
по тоа што многу патуваме во странство и на наш мотособир идат најмногу странци. Значи странски мотоклубови. Бивша ексил, значи по Балканот сите до еден доаѓаат, дури Германија, Шведска, Полска, Чешка, сите доаѓаат, пошто имаме и ние веќе многу години заеднички им одиме, ги посетуваме, кога правиме ние, они не посетуваат, дури и кога нема собири, ние се Дружите. си одиме. Имаме веќе создадено братски клубови, што се вика. Трајни врски. Да, братски клубови у Србија, у Хрватска, у Босна, Так. у Бугарија, Грција одиме без проблем, Албанија одиме без проблем. Не е никаков. Слободно. Да, тоа што имате комуникација со клубови од други земји и други држави, има ли некој бенефит, како да кажам, дали работите некои проекти, некои активности или некои, не знам, соработувате ли на Љубов е некој се до друг, тоа. или само љубов, нема бизнес, нема ништо. Нема ништо. Љубов е никакви тоа, да се проекти видиш не со се- пријателите, Да. другарите. Посебно за МС клубовите, тука е само добра дружба, љубов према овој животен стил. И знаеш кога ќе се видиш обично после короната што беше, сега кога се видиме со некој мотоклуб што не сме се виделе 4-5 години, знаеш чувството плафон. Таа дружба што со години си ја негуваме, се соработуваме, а како клуб во државата, ние си имаме свој, ние сме, реков, во Црвен крст, уште од самото постоење сме волонтери, исто сме волонтери во Домот за деца без родители, многу години. Таму помагаме со се што може да помагаме, дури и после детството, од ќе напунат 18 години, им наваѓаме работа, ово, оно, да се Значи, социализира. учествувате и во Често, комунитарни да, акции. За не, претежно тој момент не го знаеш, да. претежно Се соработка што со треба другите за- клубови не се состоја у тој дел да организираме често. Пример, ние имаме една шупремена традиција, да кажем веќе, секоја нова година у Струмица на Оделението за педиатрија, значи сите дечиња што ќе се заварат за нова година да бидат таму од несакани, нели, ситуации, ние одеме и носиме пакетчиња таму секоја година традиционално, па и по градинките имаме низ Струмица. Ова, гледаш, не го Не знае го јавноста. знаеме, да, да, Јавноста да, не тоа го не знае, може знае. би ви си го знаете, ама Да, тоа е, да. хумористите се скромни. Не одиме, Ние ние го ове ги покажуваат објавуваме тоа, да. информации, меѓу тоа, ово, ево, да кажем, на нашата страна, на клубот, на Фейсбук и толку. Не ни е битна рекламата, ова го правиме ние за нас, од нас, Да. од наши причини. Не го Да, правиме ние за да, некаков си да. маркетинг Да. и да збираме поени. Нас не треба никој да нагласа, ние не одиме на избори, ние го правиме за нас. Љубов, да, Ние да, да. некако како постулат си го имаме поставено да се ставиме на страна на слабите. Так, да. Да. Сакам да прашам лично, најдолга дестинација, го палам денеска моторот, дали сам или со клубот, каде? Најдолга дестинација. У еден ден. Не знам, тргнувате, не знам, еве, најдолга Стокхолм. За колку време, не знам, тоа сакам да Како прашам. се вози, како? Сега тука дискутабилно е малце, некој пат се случува да имаме потреба да извозиме за да стигнеме негде и Не да брзате, едноставно не като да брзаме, болница. да. Меѓутоа ние си ги темпераме работата да уживаме у тоа. Ова не да биде да гонеме ние нешто. Аха. Ние, пример, би направиле вака, ако треба да стигнеме, пример, еве, јас имав со нивниот клуб патував заедно и сега што се случило, треба да стигнеме у Загреб, да кажем, јас си тргнувам со него, си тргнувам у Скопје, за да не возам од Струмица, у Скопје си преспивам, значи 150 км сум скинал еден ден и други ден уште 500, да кажем. Нели? да. И вака си ги тераме работите да уживаме у тоа, не тоа да биде Добро, предпоставам патувањето манасијата и предизвик и за вас. Да. Темо, не, само една рута и да ни објасниш што правите. Еве, тргнувате за Загреб, застанувате кај Сараево, па гитара, песна, не знам. Прво, како што не знам. кажаат се, спонтана воžnja е најубав воžnja. Спонтана. Тргнуваме и не знаеме кога ќе се вратиме и не планираме. Најубава воžnja, најубаво патување. Меѓутоа, не може секој пат да си дозволиме, нели, да се упуштиме до толку да 15 дена да бидеме на пат. Да, лани бевме ние. Тргнахме и се вратихме по 16 дена, цела Јадранска магистрала. И без да рачунаме кај ќе спиеме и колку дена и едноставно
Секда кај што бевме кај мотоклубови, прифатени, угостени, со спиење, освојање. Секако што треба, неверојатен доживљај, стварно. Меѓутоа, кога се вози клубски и кога се има некоја агенда, обично мотособирите траат петок, сабота, недела се враќат. И сам, ако е Загреб, пример, мотособир, секој клуб си има своја организација и треба добро да се организира тоа. Не е баш ај ке тргнеме и ке одиме, него секој клуб си има роуд кептен. Објасни? Роуд кептен е човек што го планира целото тоа патување. Во херархијата на мотоклубовите по чин си има роуд кептен. Секој клуб го нема, ги има тие што ги имат, обично некој што многу патувал, наискусен го стават за роуд кептен. Ние лично немаме роуд кептен, него одредуваме за секоја вожња човек што веќе бил на таа дестинација, што е поискусен, што му се јасни работите, вожња у група, он мора се да организира унапред. Значи, правиме еден-два состанока, прво се преброиме кој ќе патува. Така. Според броја на патувањето и според моторите што ќе патуваат, он мора да пресмета, има резервари на мотори што збират 12 литра гориво. И сега он седна дома и пресмета кај треба да се точи гориво, кај треба да се застане за кафе, кај треба да се руча. Он мора се тоа да го има. Значи, моторџијата само пали, бидејќи веќе некој унапред е направил шемата. Да, со финансиска конструкција, со се. Пошто замисли ако сме 20 мотори и секој да јаде кога ќе му се пријаде или кога ќе му се попие кафе. Или кога треба да наточи гориво, кога се знае однапред кога ќе му се потроши гориво. Сега пред тргнување негде застане, мислам, направиме состанок и он доваѓа. Тргнување таму толку са. Прво застанување таму точиме гориво. Второ застанување таму пиеме кафе. Спиење во соработка со секретарот на клубот. Секретарот он има контакти секаде. Се јави на локален мотоклуб за сместување ово-оно. Цела таа рута е испланирана однапред. Пошто сме врзани со време. Веќе понеделник некој е на работа, некој се обврски. И тука мора секој што е у групата да ги испоштува. Роуд кептенот е главен за целото тоа патување. За правила за возење у група, таа е друга тема. Секој треба да знае кај му е местото, како се патува. Ама не знам зашто друга тема, и да го објасни тоа. Сакам да прашам за тоа. Гледаме еве често и на филмовите гледаме како доаѓаат наредени во некако колона, како птица, како сте и секогаш има еден напред што вози и никој не смее да го или председателот на клубот, или по хиерархија си оди, пошто се поискусни и по... Обично, секоја рута се планира по тој што е најслаб мотор. Пример, има, одредиме пред да тргнеме, некој може да вози 120. Така. И по него се води. По него, цело време по него. Некој може и 200 може да вози, ама мора да вози 120. Мора, значи, почитување. Никако раздвојување на... Ова не сум го знаел. Не сум го знаел. И има многу правила за возење. Ама ова ми е изгледа интересно, замисли, тргнуваш сите однапред утврдено, кога ќе се пие кафе, каде. Има дружби. Дури и за време на журките има одговорни луѓе, имаме, да кажеме, во клубот, што е одговорен за безбедноста на членовите. Сега он мора да биде секој пат трезвен. Ние дојдеме на журка, се знае, таму не се... Бидејќи ги преспие. Не се пие бози и лимонада, нели? Тука тргне дружбата, он мора да биде секој пат трезвен, свесен и да прати кој што дојде ли некоја граница, кај што веќе он иде ги собира сите клучеви од моторите и нема веќе возење мотор. Он е дужен да ги смести, да ги однесе членовите безбедно, со такси лики. Значи се размислува и за безбедноста. На нас најбитно е ние здрави живи да тргнеме и здрави живи да се вратиме. Да, апсолутно. Ова е основата секој. Мора да има некој одговорен за тоа, пошто мора некој да има... Тешки многу работи ми кажат, а стварно не ги знаев. А претпоставам и јавноста не ги знае. Да. А отворивме прашање безбедноста, повеќе. Да. Сакав да прашам, колку е безбедно да се вози мотор?
Колко е Јавноста безбедно или секогаш знае. колко е опасно? Значи опасно. Колко е безбедно е да Како ви кажем. кола што се вози колешки. По-безбедно е кола или мотор? Само по себе си кажува дека од мотор, кога ќе паднеш, последиците се знае какви се, нели? Не дај Боже и фатални. Добро, Опасно. фатални може да бидат и со автомобил, И мада со си е автомобил. така. Може. Да, Меѓутоа, брзината. на мотор си изложен Апсолутно, она уште 50% на Ова е повреди. статистиката го докажа. Моторът е најопасно Да, превозно средство. опасно. Да. Ама опасно кога? Кога не се Меѓутоа- почитуваат предпоставувам одредени правила. Да, да. Какви мерки вие како клуб имате ли некои мерки кои ги преземате или некои правила кои треба да ги почитуваат вашите членови од клубовите? Баш од таа причина за безбедност во Ги слушнали на журка, Не слушнам. клучевите и толку, нема возење. Значи многу Шала на строги страна, правила. повели. Многу строги правила. Прво, не само кај нас, верувам у сите мотоклубови, опрема мора да се носи. Прво и основно, значи, не само кацига, цела опрема. Пошто не е опремата само кацига. Здрава опрема може да спаси многу од несакани последици. Си има правила што мора да се почитуваат. Веќе јас за тоа ги советувам млади што купуваат мотори да се зачленат во било кој мотоклуб. Во било кој. Без разлика каков е. Каков и да е клубот, си има своји интерни правила и нема да дозволят да возат без опрема или да се однесуват низ град како недолично или Хулиганско однесување како што никој мотоклуб нема да го дозволи. Затоа ако и не случајно законот за возачка дозвола за категорија е ставен на 24 години може да полагаш. Значи да созрее малку ако сте полнолетни, ама до 24 години не може да полагаш за категорија. Така, За мотор треба малку да се созреан ментално. така. Пошто млади деца купа спортски мотор, низ град се тркат, се знае што се дешава и тука стануваат проблемите. Не е ни слушнал он за мотоклуб или за... Апсолутно не. Правила се наиграно и начин на однесување. И, знаеш, Секој клуб си има кога доаѓаш корис во и клубот, начин на однесување, Да, значи, кога доаѓаш не е- во клубот гледаш и повеќе моторчи кои што е начинот на однесување, како се подготвуваат дека мора да има облека и не е на своја рака по оние правила кои што ги кажа, тогаш и тие можеби ќе бидат свесни утре други кога ќе бидат нели учесници во сообраќајот. Кај нас има момент кога се дешава често пати, се собираме за да тргнеме негде и овој што е одговорен за вожната исклучи еден мотор. Со тој мотор не може да ти да тргнеш со нас. Не е исправен или немаш гуми соодветни или и ќе си остане дома и ќе си гледа слики на Facebook како сме споменали. И ова го има. Да. Значи строги правила, така? и се почитуваат, да. Браво. Браво, не строго. Безбедноста е на прво место. първо Ова место. секој пат се дискутира у клубот. Секи падна во вода, ако не одиме и не се вратиме здрави и живи. Значи секи падна во вода и убаво што сме си поминали и дружба и се ако не се заврши. Значи најбитно е да одиме и да се вратиме и се да биде овде. Милен начин е на интересна тема, но како да ја развиеме мотокултурата кај младите? Да бидеме свесни. Имаме таква каква сега ќе за пролет и доаѓаат Јасно. овие потопли денови кога ќе почнеме да слушаме навечер бучава од мотори, она тројно возење по една лента, со веспи да ги кажам, како да ја развиеме таа мотокултура, сериозна мотокултура кај младите како учесници во сообраќајот. Доаѓате од клубови, Да. но ваша перцепција, ваш апел, ваши предлози. Види сега, прво, ние сме пробували и во соработка со полицијата. Сме Имали акции превентивно да делуваме. Ги сопираме веспи, моторчиња што возат и без кациги, и без... Се тоа во ред, меѓутоа не дава резултати и полицијата прави напори. Да, се трудат. Ама не сме има пат да се откажеме. Меѓутоа, мислам дека, ајде, кога веќе спомнавме од полицијата, треба да се поригорозни. Затоа што, ако му кажеш на едно дете друг пат, не прави
Така он многу... Нема да забележи, регистрира и Да. повторно може би да го направи тоа. Меѓутоа, и ова не е мерило, не е некој резултат. Јас пак ќе кажем, прво се тргнува од домашното воспитание од родителите. Веќе, прво и основно треба да ни е јасно, оти пасијата за мотор е, возењето мотор е незаменливо чувство. Значи, некој што извози мотор, оде до негде да пропатува, и тука веќе ќе си вози он, макар што од дома нема да му дадат пари за мотор или што... Тоа не се супира. Меѓутоа, ние треба да балансираме сега со децата, да им укажеме на опасностите. У никој случај, ајде прво и основно, нели, да се сообраќајни правила, возачки испит, оно, се тоа мора да се помине. Без тоа нема... Да, ма Миле, има еден проблем. Родителите купуваат веспи на деца кои што немаат положено, па дек доправа ќе полага, па... Да. Како... Еве, вие сте тие кои што сте моторџи со искуство, имате прошетано низ повеќе рути. Кој е оној апел? Гора Мене ми код се вас? случи баш една случка, обично знам недела са бајле, после викендот, станам, се облечем и одам до Дојран, не одам јас со мотор на кафе тука да... Одам до Дојран, пием едно кафе, се вратам и баш пред Дојран на овој паркингот ме сопира полиција, ме слегна од моторот полицајецот, извади кацига, извади подкапа, извади ракавици, шо е бе? Ај документ кај оно. А тука имаше наредено едно 10 деца со веспи, што ги имаше сопрено и не ги пушта сега, кој без документи, кој на куси панталони, кој без... Сите беа... И он ме сопра и за пример, за да им покаже на децата како треба да изгледа некој што тргнал на отворен пат, да децата тргнали од тука со скутери за Дојран. Може да замислиш. Без кациги. Абе и кацига да имат кацига, сепак, ако се деца на вистина... Може би со... Да. Тоа, пак ќе кажам, може би треба и од семејството пред се, но и заедницата. Имавме една акција пред неколку години во соработка со Министерство за внатрешни работи и оддел за сообраќајна полиција и ова се состоеше, посетувавме школи. Имаше представник од полицијата и представник од мотоклубот. И ова целта баш, кога бевме на разговор у полицијата, беше, викам, ние зашо ќе ви служиме, вика, ќе видите зашо ќе ни служите. Нека дојде член ваш со мотор комплетен се. Одиме у школото и има представник од полицијата, влезе во класот и здраво, дечки, не. Вака и вака, денес имаме мало едукација 15 минути. Значи, законски, за да возиш ова, се вози со таа категорија, се полага тоа. И сега не го покажуват, го гледате. Законот предвидува да имаш кацига, нели, задолжително. Меѓутоа, не е задолжително закон, ама убаво е да си ставиш и рукавици, да имаш добри чизми, да имаш добри панталони со штипници и така натаму. И сега после еден круг кој ги поминавме сите школи ни струмици, имавме пак собствено ко полицијата и разговарав со луѓето таму, некако ги кај нив преовладува мнението од и тоа, да, може ќе даде некаков резултат, ама и кај нив преовладуваше тоа ти се потекнува од фамилијата. И они беа малце разочарани, они имат секојдневен контакт со вакви ситуации и не им е јасно ово како може фамилија, родители, ти му Добро се, Александар, знаеме како функционираме. Александар купил на својот син мотор, па син ми сака... Не, ова си му купил мотор од 3000 евра, купи му и кацига од 200 евра, ова сака да кажеш. Проблемот е во тоа што не носат кацига. Сестра ти што рече или мајка ти си прости кога ќе ги заработиш првите... Да. Ама и тоа, немаме... Лого кажи има на сие, со 24 години друг ментален склоп и други размислувања имаме. За возење мотор треба да се зрее човек. Ете така. Значи сите знаеме кои се опасностите, тргнеш на пат, излеташ, се знаеш што може да се случи. Меѓутоа, друг че размислуваш и друг че возиш кога си созреан, друг че размислуваш кога си дете и кога многу разлика има. И затоа не треба уште од... Избрзување. Да, треба многу внимавање со
Апсолутно. Сакате да кажете дека мотоцикл препорачливо од ваша страна да не се купува на многу мали деца, како што знаат, како што практикуваат. За полуматурант? 15-16 години веќе те имаат мотоцикл. Пази, збориме за мотоцикли, не за скутери. Скутер е друга категорија. Имат право, но... Имат право, меѓутоа... Но тие не смеат да излекуваат од струмица. Зашто да не смеат? Па не знам, не ги знам правилата, како е за скутери, како... Смеат, него... Можат да возат на автопатите. Не сум сигурен, не ги знам ни правилата, но во секој случај па со Веспа на автопат. Не скутер на автопат. Нешто. Прво на них нема да ја практично. Пошто ќе патуват цел ден. Не е тоа суштина. Суштината е што они не изградат, ги има многу, ги има и со електрични скутери, и по тротоари возат, и по... Пак е домашно воспитање, значи, прво се тргнува од тука, второ од полиција, треба да се има некои ригорозни мерки, по-ригорозни, за да даде некој резултат. Сите знаеме како функционира, он додека го сопре да му пише казна, телефони звонат. Апсолутно. Татко му ќе се јави, па знае. Не е лошо Манасиев и Котевски да се размислува уште една кампања за во иднина, бидејќи... Ние секоја година правиме. Да, нели, повторувањето е мајка на знаењето, и кога ностоп се зборува за одредена тема, некако полесно се прима. Иако има исклучоци, секогаш има исклучоци дека некој нема да послуша, но во секој случај треба да се зборува за оваа тема, за мотокултурата. Најубаво е, значи, имаме ни пример. Родителите дојдеа, овој нашиот сака да купи мотор, прво каков мотор да изберува. Избор на мотор е сосем друга тема. Дај вие оно добро. Второто им беше, дај со вас да почне некако да го едуцирате што треба, како треба оно. Дечкото почна да доаѓа со нас, младо дете. Купи мотор адекватен за патување со нас. Си беше супер. И многу брзо свати што треба, што не треба, што е правилно, што не е правилно. Пошто кај нас кога влегува некој, има амбиции да влезе во клубот, му се одредува ментор. Еден од некој од по старите членови, обавезно му се одредува ментор. Менторот е одговорен за новиот потенцијален член. Цело време он го советува каква опрема, какви чизми би му одговарале, како ова си така треба. За правила за возење у група. Прва лекција правила за возење у група, втора лекција опрема, друго, трет. Се му се објаснува од А до Ш. И менторот го контролира потенцијалниот член цело време. Сега ми текна Миле... И уште една, ако потенцијалниот член, нели сите сме различни карактера, нешто избрза, нешто направи, не одговара он. Пошто он не е член на клубот, он нема никакви обврски кон клубот, нити пак клубот има обврски према него. Одговара менторот. Да. И ние со менторот може да изгуби право на членство, ако неговиот проспект не реагира. Сериозни работи. Ќе се изјавам само за право, иако можеби не е ни во моја, ни во нивна надлежност, не е вака едно системско решение или некоја измена пред полагање за мотори или па и за овие помаливе веспи, или предпоставам часови. Нека бидат и на обука во мотоклуб за да ги видат тие правила, па како потврда дека се биле неколку денови и во мотоклубот, за да може нели да дознаат суштината, бидејќи ова како што... Види, јас мислам оти само по себе, друго време и ме радуваш, многу работи се изменати, само по себе почна да се гледа и децата гледаат сега, има многу мотори што се возат, има многу мотоклубови и тоа е предност. Така. И сега и самите деца кога гледаат дека како треба тоа да изгледа, пошто јас пред 10 години или 15, кога ќе излезев со мотор облечен целу кожа и тако, им бев чуден на сите, бев само градот со елек и со... И сите ме гледаа некако чудно. Сега веќе сватија дека тоа е нормално. И тогаш децата не носаа опрема за да не им се смеат.
Да. Као не е фраер ако стави кацига. Нема да го видат дека е Да. тој на... А сега веќе самото време си носи свое. Сега веќе се донесени многу мотори, се возат правилно, се возат со опрема, си има многу мотоклубови што си ги поштуват внатрешните правила. И само тоа по себе, знаеш, повлекува и тие деца да се заинтересираат и да видат како треба. Прво нема од кај да видат и од кај да научат. Да. Ние Они се трудиме знаеш што не смеат, а знаеш тоа што не смееш секој пат е интересно. со Колку... нашето однесување да бидеме пример. Пример, Да. Се трудиме со нашето однесување да бидеме пример како треба да биде. Така. Прашањата не завршуват, колеги. Колку времето си тече. времето си тече. Колку мотоклубови има во Струмица? Тоа не прашав. Види, јас лично 6-7, не сите градови има повеќе мотоклубови веќе. Има. За Струмица мислам оти 6-7 клуба. Пази, има мотоклубови, рековме, преферираат само мотокрос возење. Они не патуваат, они имат Да, скроз друга. надпревари, фактички кружни, Одат по надпревари, туристо-планински, одат по планини. Поклонен, да. како ова што беше во Гевгелија Да, скоро, во Милци, да. во Милци. Има мотоклуби што негуваат само туристичка возња. Тие луѓе не може да ги видите на Струмица. Апсолутно. Он еднаш од 3 месеца ќе запои и ќе оди за Брисел. И ќе се врати. И ти не можеш да го приметиш. Значи, има клубови што преферираат одредена марка на мотори. Возат само Харли Девидсон, возат само БМВ. По таа Брзински што сте, надпревариваат само. они се љубители на таа марка и тоа ги поврзува. И Да. И тоа е за почит, да. Да, и тоа е за почит. И има повеќе мотоклуби што функционираат у градот и добро функционираат, патуваат. И тоа ме радува на мен, да има што повеќе, се е подобро. Тоа значи дека ќе се развива за културата и свесноста. Мотокултурата и свесноста ќе се развива И само во последните ако години е подигната има- факта. Да. Ајде да поразговараме уште тоа за мотоциклизмот како потенцијал за развој на туризам во Струмица. Пред да започне снимањето и тоа го начнавме, сега доаѓа пролет, топло време. Сведоци сме на многу моторџи кои поминуваат низ Струмица, Да. странство, но само поминуваат. И најчесто одседнуваат во Дојран, ако не се лажам, таму се Дојран, собира. Гевгелија, Како да ги задржаме ние во Струмица? Имате ли некои мерки? Или да го некои ваши преформулираме, предлоги? како Струмица да стане мотоцентар. за мотоцентар, Ајде, Па добро да биде многу- собиралиште. Еве, ајде, собиралиште. види сега, Многу на сите ние... високо беше. А зошто да не? А може да се Мотоцентар. собира. Ние сме на високо ниво, ама како клубови. Сите клубови тука што си имат свој клубхаус. Значи свое место каде што кога идат гости, ние ги пречекуваме, имат кај да спијат, кај да се истушират, кај да јадење, пиење, се е бесплатно. Како што одиме ние, така и не доаѓаат. Меѓутоа, кај нас доаѓаат клубови што веќе сме ги посетиле и веќе си имаме некои релации. А туристите кога некој од Германија ќе тргне за да оде за Турција, преку Македонија или Грција, он гледа на Google или на Booking кај може да се преспие, кај може да кои се интересни места за посетување и ово. Во Струмица не е лошо да има некој мотокамп. Има во Гевгелија мотокамп, тоа е приватен камп. Ке би било пожелно да има мотокамп. На моторџиите не ми е битно да имат кој зна каков комодитет или некој. Да. Битно е да има туш, да има кај да преспият. Они кога би застанали овде да преспият, сигурно 2-3 дена би прошетале Така. низ Струмица, доручок, ручек, вечера. Не треба да биде тоа скапо или луксузно, него треба да го има на карта за како мотокамп, за да си планират да застанат од Струмица, да ги имат основните потреби и за да може, а Струмица е доста атрактивна за луѓе, барем овие што доаѓаат кај нас, сите се фрапирани од Струмица. Од Струмица сите се задоволни. Посебно од гостопримството и менталитетот на луѓе. И Потенцијал има, значи? би било добро да има мотокамп што би бил лесно за одржување, пошто нема потреба од многу луксузирање, него да ги има само основните потреби. И има, постојат, реков во Гевгелија има,
и си функционира. Дојран како туристичко место си има кампинзи. Меѓутоа, Локација каде што ќе се собираат, ќе без оној комодитет кој што го спомнавте, но да се видиме, да се подружиме и да избереме некоја поблиска дестинација, па за доручек, ручек, зашто да не и до Цареви кули да се види, до манастирите. Они кога доаѓаат, они сакат се да Да, Тоа имаме дефинитивно. прашање или на крај две блиц прашања? Имаме уште многу прашања, Има многу, ама крај нема, но времето нема, Дечки, знаете ли си ти разговараме. 50 минути зборуваме? Можеме уште 50. можеме. За крај имам две прашања, ако немаш ништо повеќе. Јас видов само една тетоважа ме интересира. Јас имам перцепција за моторџите. Со оглед дека Мило Дозволи да прашам колку тетоважи има. Имате А тетоважи? има доста Има доста и кај тебе има. Не. Јас немаш тетоважи. Слушаш ли моторџи без тетоважи? Има и секој си значи по нешто, И сите си знаеш. да, и дали на патувањата, спомнаа често патувањата, знам дека сте фамилиарни луѓе, зимате со вас жени. Како? Како патувате? Фамилиарно одите на патување или сам? Уште тоа, кратко. Зимаме кога клубот одлучи како се патува, значи секој пат треба прво да биде практично. И да биде не некој да се усети. Мора да биде прво практично ова патување. Ги зимаме жените многу често со нас. Возиме и они патуваат со нас, не е ништо спорно. Меѓутоа, тоа кога одиме кај некои братски клубови или подалеки дестинации, се зависи од патувањето. И кај нас е исто регулирано, кај нас Се зависи од патувањето. регулирано е на тој начин што за такви ситуации одлучуваме посебно. Значи, генерално рулбук е правило ти патуваме клубот. Значи, дали жената ќе шета одлучуваме или не? да, спрема дестинацијата која ја да. посетуваме. Да, ова апсолутно е управо и точно. Многу е битно што се посетува, која дестинација, колку време трае, дали ипак ние некои ситуации се Апсолутно, не, и напорни. Вината не они сакат, ама како каже капетанот, ги одредува правилата. одлучи? Така да се извлечеме, ајде. И за крај бидејќи Не времето е да се излечеме, едноставно некој пат Апсолутно. не е изводливо. Шала на страна, последните прашања, кои што сакам, тоа се блиц кратки прашања. За двајцата, дали на мотор ги керавте вашите сопруги или девојки? Не. Не, апсолутно. Дали освен рок на овие моторели, не, на овие Собирите? патувања се слуша турбофолк? И имаше еден... Обично не се слуша тоа. Меѓутоа јас бев изненаден на мотособир во Бугарија, имаше 3 стејча. Да. Али оддалечени на 3 километра. Имаше рок стејч, имаше фолк стејч и имаше техно стејч. И каде беа најмногу? Секаде имаше. Да. А котевски прашање, абе не слушна жена моторчика има? Има и женски Зошто до сега не мотоклубови. ги кажа? И има женски мотоклубови, ние пред неколку години бевме домакини на светско женско рали, ни беа на гости, да. Беа кај нас. Да, ама Тука тоа во не ми беше, Струмица? тоа не ми беше Да. блиц прашањето за тебе. Дали во вака облечен на мотор ти се лепаат женски? Моторот не е средство за ако некој си Не реков, дали ти се лепаат само толку? Ова некоја погрешна перцепција, некој си мисли дали не, апсолутно никаква врска. Види сега, Не, ние, не. еве, јас сум женско, да кажам дека, да, приметни сте низ градот, не е дека... Забележително. Дечки, Да, ама никој пат не би излезло. Па да, ќе се размислам. И сега, на кој заклучок доаѓаме, на самиот почеток Миле пошавна. Дечки, навистина ми беше мило што разговаравме и Исто, отворивме да. многу работи, навистина многу работи, не знаев околу вашиот животен стил, но верувам дека со овој подкаст на Биди свој успеавме да ја доближиме таа ваша пасија до обичните граѓани за кои што можеби се уште имаат одредена своји предрасуди за вас, но и она да упатиме еден апел дека мора да бидеме и да внимаваме на безбедноста. Мораме да покажеме култура на однесување и мора да покажеме пример како треба сите да се однесуваат. Да. Со браќаот и општо во општеството. Благодарност уште еднаш, први парите што ќе ги заработам преку Биди свој, купувам мотори и доаѓам со вас. Колешке?
Колега, благодарам и аз се надвам дека нареде некој подкаст ќе имаме женска моторџика тука да видиме од нејна гледна точка како е моторџиството. Исто е, од нивните гледни очи, исто е. Благодарам уште еднаш и секој добро. Благодарам, исто.